Добар ден, почитувани. Ова е стартот на најновата Телма амбуланта, емисија во која секој работен ден добивате корисни знаења за вашето здравје. Денеска ќе зборуваме за мозочниот удар, кој што е една од најчестите причини за смртност и не бира возрастни групи. Кај лицата со мозочен удар доаѓа до изумирање, односно оштетување на нервните клетки, а тоа пак резултира со телесен инвалидитет, но и доведува до промена на начинот на кој што размислувате или пак се чувствувате. За среќа, поголемиот дел од последиците се лекуваат, а на каков начин сето тоа се прави ќе појасни денешниот гостин, професор доктор Слободан Дамјановски, специјалист по неврохирургија од Аџибадем Систина. Професоре, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Да ги поздравам гледачите и да им пожелам што подобро справување со околностите на ова актуелна состојба, COVID пандемијата. Да, навистина деликатен и тежок период. Да. Но и сите останати болести се, професоре, тука како што се и мозочните удари. Можете ли да појасните кои се основните симптоми на оваа состојба? Значи, мозочните удари се доста застапени во популацијата, се наоѓаат на трето место по смртност зад кардиоваскуларните, малигните заболувања. Како мозочен удар, она што меѓу народски некои го кажуваат удар, капка, шлог, дамла. Спаѓаат двете категории на заболувања. Едно се крваречките заболувања, друго се исхемични, значи болести на запушување на крвните садови. Во старт, клиничката слика се испреплетува и двете заболувања даваат слични симптоми. Значи, она што го викаме мозочен удар како удар, значи започнува одеднаш, кај пациентот со симптоми кои што се движат од невролошки знаци, во смисол на слабост на левата, десната страна, потешкоти со говорот, потешкоти со движењето и засегање на состојбата на свеста. При крварењето може да се јави и повраќање. И понатака клиничката слика се развива по свој пат. Така, има ли некогаш некои минливи симптоми кои што исчезнуваат во рок од 24 часа, па дури за 15 минути? Дали се тие некој предупредување на нешто може да следи? Точно. Има состојби кои што често ги гледаме, медицински кажано транзиторни исхемични атаки, кои што се манифестираат со појава можда и на невролошки испади, во смисол слабост или потешко на лева-десна страна, потешкоти со говорот, несвестици, така, кои што спонтано или со терапијата се повлекуваат и останува пациентот без последица. Тоа е нешто што треба да се проследи понатака, дали постои некој заболување кое што само дало знак или едноставно пациентот бил во состојба на пад, намален крвен притисок или пад на шеќерот во крвта или уморен или така. Меѓутоа треба да се проследи понатака со дополнителни испитувања. Значи задолжително да се направи преглед во ваков случај, бидејќи често наоѓаме ни оправдување, уморна сум или промаја ме фати, па за тоа болка некоја или притисокот нели ми падне и ќе го занемариме сето тоа. Точно, може и да биде и тоа целата состојба, меѓутоа треба да се обрне внимание. Зашто некогаш нешто што може понатака да се развива, може да ги даде тие знаци, да се оправи, меѓутоа пак да се актуализира. Кои се најчестите ризик фактори, професори, кои што доведуваат до мозочен удар? Дали игра некаква улога возраста, наследен фактор? Значи, ете, тоа што ги спомнавте, тие се, значи, причини кои што се непроменливи. Значи, пациентот има своја возраст, има свој пол, припадност на некоја етничка или расна група исто, значи тоа влијае процентуално во
појавата на мозочниот удар, возраста секако над 65 години е зголемен процентот на појава на мозочниот удар, што се однесува до полот, мажите се нешто позасегнати во однос на жените, а има и некои статистички светски анализи кои што покажуваат дека припадници на овај онај народ или ова онаа раса повеќе или помалку страдаат од мозочен удар, тоа се тие непроменливи, да кажам, а има и променливи состојби на кои што може да се влијае, тоа се покачениот крвен притисок, дијабетот, начинот на живот, значи намалена активност на организмот, исхраната, потоа употребата на цигари, значи пушење, алкохол, Стресот. дрогите, стресот секако. Значи, тоа се фактори на кои што може да се влијае. Значи, се лекува хипертензијата, се лекува дијабетот, се обрне внимание на исхраната, да спортска активност да се спроведува, така да не се пушењето нормално да се избегнува, потребата на алкохол во некои нормални граници. Така, значи со промена на животниот стил, на некои животни навики, би можеле до некаде да влијаеме на оние фактори кои што се менливи. Така. Да ги поканиме гледачите со нивни прашања да се вклучат во денешната емисија на телефонскиот број 3076-677. Професор доктор Слободан Дамјановски, специјалист по неврохирургија во Аџибадем Систина, е наш денешен гостин, кој што ќе ги даде одговорите на вашите прашања и дилеми, секако поврзани со темата на која што денеска зборуваме. Професоре, има исхемичен мозочен удар и мозочен удар проследен со крварење во мозокот. Која состојба има дава можност за подобар исход? Не би ги двоел во однос на исходот исхемичните и крваречките заболувања, зависи од многу фактори. Значи, од обемноста на крварењето или на мозочната исхемија, местото, возраста на пациентот, општата состојба. Рековме, тие даваат слични симптоми, со тоа што после тоа лекувањето се разликува кај едните и кај другите, така да во старт треба да се дефинира еден таков пациент за какво заболување се работи и кои постапки треба да се спроведуваат, посебно тоа се хитни случаи и треба да се делува во првите часови од почетокот на заболувањето, кога може да се избегнат понатамошни некои влошувања или компликации кај пациентот. Што значи тоа први часови? Први 2-3 часа? Слично како кај инфарктот е, како тој златен час што така, е таму присутен? Па и тоа е инфаркт, значи запушувањето на крвниот сат, исхемичните, медицински кажано, доведува до инфаркт, меѓутоа на мозокот. Општо инфаркт се мисли на срце, меѓутоа инфаркт настапува и кај мозокот. И првите часови се битни. Првиот, вториот, третиот, значи до четвртиот час е можно да се преземе една од можните хитни постапки, доколку се работи за тромб во крвен сат на мозокот, да се преземе една постапка која што се вика тромболиза, се спроведува во невролошките институции, болнички, и битно е значи да пациентот да се донесе во склоп на тие 4 часа, да се постави диагноза дали задоволува критериумот за спроведување на таа постапка, затоа што има критериуми кога тоа може да се спроведе. Има некои скор системи, се прави компјутеризирана томографија каде што се гледа дали веќе настанало трајно оштетување или нема трајно оштетување на мозокот, кога може со стварање на проодност на крвниот сат, значи разложување на тој тромб, да се воспостави нормалната циркулација и да се опорави она мозочно ткиво кое што трпело
од недостаток на проток на крв. Значи, тоа е во склоп на првите 4 часа. Понатака постои уште дополнителна метода, која што е медицински по захтевна, бара поголема организација и материјали кои што треба да бидат снабдени. Тоа е тромбектомијата. Механичка тромбектомија. Механичка тромбектомија. Таа дозволува и понатамошните, значи до 6 или до 8 час да се преземе. И тогаш самиот израз тромбектомија, значи вадење на тромбот, преку крвните садови се воведуваат специјални катетри со кои се доаѓа до тромбот во крвниот сад на мозокот, кој што после може да се аспирира, значи со шмукување, или може со специјални средства да се закачи и да се извади од крвниот сад. И тогаш исходот од тоа заболување е доста различен во однос на тоа ако не се спроведе, меѓутоа тоа бара една добра организација, добра опременост на институцијата која што го прави тоа, еден стручен тим на кој што му се на располагање средства за диагностика и средства за изведување на таа постапка. Така, па има некои истражувања кои што покажуваат дека во центрите специјализирани за мозочен удар, исходот кај пациентите е многу подобар отколку тоа ако се спроведе во некои други оделенија. Секако, доколку му се воспостави нормалната циркулација на мозокот што порано, пред да настанат дефинитивните оштетувања, резултатите се многу подобри. Значи не треба да се закасни, зашто закаснета интервенција па може да доведе до додатни проблеми. Ако е веќе оштетен мозокот и крвните садови во регијата, може со воспоставување на циркулацијата па крварење да се јави. Така да тоа е една постапка која што бара многу стручен тим и организиран со сите можности кои што треба. Професорот Вајца гледачи очекуваат вклучување во емисијата, да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден за првиот од нив. Ало? Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Се извинувам, гостино што ви е во емисијата е златни раце да имаше, не може да се направат операции што ги прави. Зборам одлично од мене. Јас сум момек во Валентино Ивановски. 2016 година имам операција на кишмата. Човекот е, господинот е професионалец, во секоја смисла на зборот повеќе и дури се лично го пршо дума се извинам дали ви воопшто идете дома, пошто временски од Сапајле по пладни навечер, у било кое време кога сте тука, значи нема приоритет некој да повеќе го посматра луѓето, колективно ги гледат сите, и тие што не се негови луѓе што го оперирал, и за нив е заинтересиран да го прати да се во ред. Така, ви благодарам што се вклучивте во програма, што го споделивте вашето искуство. Професорот, прекрасни комплименти. И јас го поздравам, се надевам дека е добро пациентот од заболувањето што сме го лечели. Так, и нас ни важно секогаш врвни професионалци да имаме во емисијата. Имаме уште еден гледач кој што ќе биде вклучен во телеамбуланта. Добар ден. Добар ден. Не можеме да се слушнеме и ќе добие можност гледачот повторно да се јави и да постави прашање. Професоре, продолжуваме понатаму. Ајде да проговориме за мозочите крварења. Дали тие се јавуваат во услови на стрес, на некој екстремен напор, или пак може да се јават и во мирување за време на сон? Строго правило не постои, меѓутоа и состојбата на стрес и на поголем напор, посебно покачениот крвен притисок, може да доведат до мозочно крварење. Меѓутоа, сме имале пациенти кои што без било каков провоцирачки фактор добиле крварење. Значи, према сликата што ја гледаме при диагностицирањето, можеме да
предпоставиме која е причината за крварењето, затоа што крварењето може да биде последица, рековме, на зголемен крвен притисок и артериосклеротски промени на крвните садови кои што губат еластичноста. И ти прска тогаш? Да, и тоа е постојат и типични места кај што се крвните садови така анатомски поставени и каде што доаѓа до тој тип на крварење. Меѓутоа има и друг тип на крварење каде што има и додатни причини за тоа, некои внатрешни заболувања како проширени крвни садови и малформации на крвните садови на мозокот, некој тип на тумори на мозокот, значи каде што постои променети крвни садови кои што во спомнатите заболувања се истенчени и може да настапи крварење од нив. Некои од нив се директно значи на крвните садови. Малформациите на крвните садови најчесто застапени се проширувањата или стручно кажано аневризмите, кои што ги има доста често. Значи, отприлике во Македонија треба да очекуваме 200 пациенти со ново појавени со крварење од аневризма. Значи, по 100 на 1 милион или 10 на 100.000. Така, значи аневризмите не се така ретки како што порано се сметаш. Аневризмите се и многу почести, меѓутоа зборувам за оние кои што направиле крварење. Инаку ние не можеме целата популација да испитаме и да видиме кај кого има или нема аневризма, меѓутоа на светско ниво некои статистички податоци одат до таму дека скоро и 10% од популацијата има во себе аневризми кои што нема да дадат крварење, нема да дадат знак и ќе си го истера животот пациентот, не знаејќи дека има аневризма. Меѓутоа сега со зголемената можност за диагностика и стручноста на екипите, ги наоѓаме аневризмите и у фаза пред да бидат со крварење, значи не руптурирани. И тогаш исто се ствараат сега светски критериуми што да правиме во таквите случаи, зашто пациентот практички не му е ништо, може да се сликал ради некоја повреда или ради некоја главоболка. И сосема случајно најдена на случај наод на аневризма, а третманот е доста комплексен. И се уште се ствараат критериуми у светот кога и како, дали и тие состојби да ги спроведеме начините на лекување кои што се, да кажем, доста сериозни. И самото лекување, дали оперативниот третман или ендоваскуларниот, што викаме, преку крвните садови, да се затвори таа аневризма и да се избегне опасноста од крварењето. Така да има критериум према сликата, колкава е аневризмата, каква е формата, местото, дали има промени ако се следи на последователни снимања, ако се зголемува, тогаш се постава индикација дека треба да се спроведе третман. Дали оперативен, дали ендоваскуларен. Тоа е одлука, проценка на строго стручниот. специјалистичка одлука. Имаме двајца гледачи на линија, се надевам дека овој пат успешно ќе се вклучат и двајцата. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете. Од Штип се јавуваме. Така? Ево да опитаме докторот. Мојата жена има 8 месеца, доби мозочен удар дома. Да, јави се на брза помош, дојде, земаја качиме, однесеме таму и однесеме у болница, вика мозочен удар. Дај да носим у Скопје, не може да ја транспортираме и за 2 дена умре. Да. Толку е нашата болница, толку е за 2 дена да умре. Жената со мозочен удар, да. Така, ви благодарам за вклучувањето. Професоре, колку често се јавува смртност? Тоа се, значи, пациенти со ризик од морталитет и морбидитет. Смртноста зависи од типот или на исхемијата или на крварењето. Има крварење кои што се и инфаустни, значи без шанса за било каков напредок, значи за било какво лекување.
према клиничката слика и према сликата на компјутеризираната томографија. Смртноста варира, реков. Има некои имат и 100% смртност, некои имат 80%. Има типови на крварење кои што можат и успешно да се излекуваат. Така да таму смртноста, не само смртноста што го викаме морталитет, туку и морбидитет. После тоа заболување, дали пациентот ќе биде понатаму функционален, да се грижи само за себе или дали ќе може да работи и да функционира. Или ќе остане зависен од другите. Да го слушнеме прашањето и на следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до Телма амбуланта и до гостината. Јас имав исхемичен удар во Валенберговата регија пред 5,5 години. Професорот сигурно знае што е тоа. На десната страна од главата ми беше зафатена и левата страна од телото, многу јасно. Прашањето мое, ми се вратија скоро сите функции што ги имав, освен како сега балансот ми е малце нарушен при одење, уште ми стои тоа и говорот ми е како од буре. Прашањето дали после 5,5 години има нешто ново во медицината што може ова да го поправи. Ви благодарам за прашањето. Добро, значи пациентот се запознал со своето заболување, инаку не е Валенбергова регија, него е синдромот Валенберг, а регијата е на една од задните артерии, значи ние така викаме задна циркулација која што снабдева малиот мозок и мозочното стебло и таа конкретно артерија која ќе се затвори го дава тој Валенбергов синдром, кој што го засега малиот мозок и засега мозочното стебло. Симптомите што ги кажува и на вкрстените знаци што ги има, едно од лева страна, друго од друга, точно ја објаснува состојбата. Значи, доколку настанале оштетување на тој дел на мозокот и пациентот се оправил колку што дозволувала состојбата, она што очекуваме невролошко подобрување е до 6 месеци од почетокот на она што се случило. Значи, со лекувањето актуелно при почеток на болеста и понатака со рехабилитацијата, до 6 месеци е главното опоравување, се чека и до година дена. Понатака, невролошко подобрување од самите нерви и мозочни ткива не се очекува, со тоа што пациентот со вежби и со дополнителна активност, како што и секој спортист кога се спрема па може повеќе да постигне, од она што му останало здраво, може да постигне самиот со некој дополнителен начин на активност, вежби. Со активација веројатно на некои други делови од мозокот. Дополнително да се активираат некои, да оздрават некои регии на мозокот, после тој период не се очекува, нити па има начин да се нешто таму, што се вика, да се уклучи во мозокот за да проработи подобро. Значи, може со негов посебен напор и вежби да добие нешто повеќе. Како што спортист со повеќе вежба може подобри резултати да постигне. Уште еден гледач очекува вклучување во емисија. Добар ден. Добар ден. Повелете. Повелете, ве слушаме во програма сте. Добар ден. Добар ден. Сакам имам едно прашање до докторот, имам едно прашање. Така? Мене пролета, летоска се јави зуење, чукање во главата. Бев на нервопсихијатар, ми даде неапчиња за Афекса 37 со 5 милиграма, што тие нико не ми помагат. Ми го качуваат притисокот. После бев на друг лекар, тој ми даде Пирамил Х5 со 25, насабале по едно и амлодопин навечер со Келекса од 25. Јас тие апчиња ги пијам, ама немам подобрување, главата ми чука, мозокот ми чука, ми зуе.
Не Имате знам, зуење, не знам. имате зуење во ушите или во главата? Во главата, го сеќам во главата, не во ушите. Така. Добро, Во главата, јас добро. бев на ушниот ми бели, па како старее човек, така му се намалува слухот. И таму ништо направија, Така. ама јас го сеќам во главата зуењето. Така. Малку надвор од денешната тема, во секој случај ви благодарам за вклучувањето, професоре. Ги има често тие пациенти со такви тегоби, каде што тоа ние викаме рефрактерно на терапијата што се дава. Веројатно кај пациентката е спроведена диагностиката, дали е направена компјутеризирана томографија, електроенцефалографија, тие испитувања на уво, нос и грло, значи аудиовестибуларните испитувања, дали е регулиран притисокот, шекерот, доколку е сето тоа направено и спроведено е она што треба да се спроведе и нема видливи други промени, останува медикаментозното лекување, значи регулација на крвниот притисок, тоа наприма амлопин или амлодипин, како што го спомна, веројатно имала и притисок, ете и дали, и лек за онака за смирување и за Хелекс. хелексот. И нешто посебно, јас не би можел да додадам од тоа колегите кои што ги гледале тие испитувања, ете она самата кажа дека била на испитување, меѓутоа синдромот на зуење во ушите се лечи успешно, меѓутоа кај некои пациенти и покрај сите начини што се на располагање, останува симптоматологија. Така, зависи која е причината и понекогаш мора да прифата дека ќе живеат со тоа, иако многу пречи. Да, така. Така, професор, еден блок реклами ќе погледнеме тука, а веднаш потоа продолжуваме со денешната телма амбуланта. Продолжува денешната телма амбуланта за мозочниот удар пред се за крварењата во мозокот. Зборуваме со професор доктор Слободан Дамјановски, специјалист по неврохирургија во Аџибадем, Систина. Професоре, кога зборуваме за крварењата кои што се предизвикани од аневризма, во моментот кога ќе дојде до еден таков проблем, може ли веднаш да се процени колкава е штетата, односно колку е оштетена аневризмата? Така, аневризмите се комплексна болест, кога се поврзани со крварење, па и без крварење. Значи, аневризма значи проширен крвен сад на артеријата, значи артерија е крвен сад каде што крвта тече под притисок, како што пумпа срцето, а вените се тие во понатамошниот тек на циркулацијата. Аневризмата како ентитет кој што постои во мозокот може да не дава никакви знаци и да не му смета и пациентот не ја приметува. Меѓутоа, кога ќе настане крварење, тоа е веќе еден многу сериозен момент, многу тешко заболување, кое што си има и своја еволуција и многу бројни состави на кои што треба да се внимава и да се третира. Значи, почетокот на крварењето, некои колеги кога држат предавање, нацртаат гром и облаци, значи доаѓа како гром од ведро небо, еден така здрав пациент, одеднаш добива атак на главоболки, на што се надоврзуваат повраќање и болки и закочен врат. Причината за тоа е затоа што аневризмите најчесто предизвикуваат еден тип крварење што го викаме ние субарахноидално, кога крвта се разлева околу мозокот и ги надразнува обвивките на мозокот, менингите, и ги дава тие менингиални знаци. Така и кој што ги има и кога има и воспаление, менингит, меѓутоа ова настапува одеднаш, како атак. Може да има крварење и во мозокот, може на тие симптоми што ги спомнав да се надоврзат симптоми на слабост на левата, десната страна, потешкоти со говорот и промена на свеста на пациентот до запаѓање во кома.
Битно е тие пациенти да бидат донесени во специализирана установа, каде што би се поставило диагноза, дали прво се работи за крварење, понатака дали се работи за аневризма. Какви диагностички методи тука се користат? Се прави компјутерска томографија, веќе спомнавте, но се прави ли некоја специјална проценка за крвните садови? Се прави, значи у старт пациентот се прегледува. Сега со развојот на техниката, апарати за компјутеризирана томографија има на многу места и тоа е стартот на дефинирање дали стварно се работи за таков тип на крварење. Некогаш сме у дилема, па може на тоа се надоврзе и земање пункција од мозочната вода преку пункција во орбетот. Каков е ликворот? Тогаш крвав е или? Тогаш е крвав. Значи, ако компјутеризирана томографија не покажува крварење, ние мислиме дека има, значи помало некое, тогаш ликворот дојува црвенкаста боја и ние викаме крвав ликвор. Доколку поставиме диагноза дека се работи за крварење од тој тип, а не гледаме аневризма, зашто може ако е поголема и да се види и на компјутеризирана томографија, се прави дополнително снимање на крвните садови на мозокот, кое што може да биде на компјутеризираната томографија, викаме КТ ангиографија, може да биде и на магнетна резонанца, МР ангиографија, а може и да се направи директно снимање на крвните садови со ставање на контраст преку боцкање во феморалната артерија долу, тоа е во препоната, се води катетерот нагоре, се дава контраст и таа метода е и најпрецизна и динамиката на протокот ја одредува и полнењето од која страна го дојува аневризмата, меѓутоа често е доволно и КТ ангиографијата за поставување на диагноза. Зошто е тоа битно? Значи, крвта која што излегла во просторот меѓу обвивките на мозокот, таа ќе остане да се повлекува спонтано со механизмите на организмот. Понатаму таа може да прави дополнителни проблеми, во смисол на спазам на крвните садови, тие реагираат хемиски на присутната крв и се намалува нивната големина и мозокот трпи недостаток на дотур на крв. Меѓутоа, тоа се делува медикаментозно. Се прави и оток на мозокот, исто се делува медикаментозно. Меѓутоа, едната причина што треба побрзо да се реагира е дека кога анеуризмата еднаш ќе прокрвари, постои голем ризик да прокрвари пак. Повторно. И второто крварење да биде и поинтензивно од првото, па и трето и четврто да се јави. Затоа е битно да се постави диагнозата и доколку состојбата на пациентот е таква да се спроведе лекувањето, тоа е да се избегне можноста од настапување на ново крварење, а тоа се прави или со операција, значи оперативно, да се исклучи аневризмата од циркулацијата или ендоваскуларно, она што реков, со уведување на катетер преку препоната до аневризмата и во аневризмата се става специјален материјал кој што од внатре ја исполнува и не може повеќе крв да влезе внатре и онај истенчен зид на аневризмата веќе е заштитен од внатре. Така. Методите се укрстуваат. Нормално ендоваскуларниот начин е вака поелегантен и помалку инвазивен, меѓутоа има состојби кога не може да се спроведе тоа или не може да се дојде до аневризмата, не може да се наполни и така и се оди и на оперативен третман. Тоа е микрохируршка интервенција, бара стручен тим, стручност на екипата која што го изведува тоа и апаратура која што е предвидена за тоа. Значи, аневризмите се нешто што
бараат брза диагностика, да се дефинира заболувањето, да се избегне појавата на второ крварење, реков со кои методи, и да се лечат понатаму последиците од самото крварење. Не би рекол последици, него тек на болеста. Значи, спазамот на крвните садови, дури после неколку дена, доведува до влошување на состојбата, поради слабо хранење на мозокот, кога ќе се стесни крвниот сад, не може крв доволно да доаѓа до одредени регии, и тоа е исто голем проблем кој што постојат разни методи на лекување, најчесто медикаментозно, има методи на директно ширење на крвните садови, давање на лекови кои што ги шират. Меѓутоа, некогаш ефектот од сите тие методи кои што постојат не може да ги адекватно да ги прошири крвните садови. Тоа е еден дополнителен момент. Па потоа може да се јави појава на збирање на вода во мозокот, така наречениот хидроцефалус ради запушување на каналите. И тоа бара исто хируршки третман. Така да третманот е доста комплексен. Меѓутоа, тоа се често и млади пациенти кај кои што со сите наши можности може да помогнеме да го очуваме пациентот. За квалитетот на живот. Да се врати колку што е можно повеќе. Најдобро е да биде и работоспособен. Така. Има разни тие скали за вреднување на состојбата. После заболувањето, битно е да може сам да го тера животот, значи да си ги обавува своите активности. Меѓутоа има некои кои што ќе бараат и помош од друг. Имаме гледач на линија, да го вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Едно прашање, поздрав од телевизија Телва и за докторот. Од десната страна, навечер 12, како да ми потече на таа страна едно 7 сантими како здрвено и како потечено. Вечерината не ојдовме на преглед, пијав само еден диазепам и си легнав. Тредента договорив термин со снимање во Кравари, да направам снимање на глава. Од Битола. Да, од Битола. Добре. Ми даде одма CD ми даде, меѓутоа чекав на емейл, чекав одговор. И на наводо ми пиши пациентот, пред неколку дена има појава на еднострано здравување во предел на десен тригеминус кој траел 1 до 2 дена. Потоа има појава на левострана еднострана главоболка која траела неколку дена. Во моментот на преглед нема главоболки. Направе катаме. Така, што се е требало да се направи, но диагноза немате конкретна, така? Наод. Диагноза хемициран, мигренозен настап, па верабилис анхиозен су. Докторе, можете ли врз основа на ова нешто да кажете? Да, добро, не може да очекуваме секој добро да ги чита латинските диагнози, меѓутоа се разбира, значи мигренозен настап и анксиозност. Анксиозност е вознемиреност на пациентот. Значи, тоа место што го спомна Кравари, таму има компјутеризирана томографија. Веројатно е направено тоа и не се видела промена на мозокот која што би требало да се третира директно неврохируршки, него да се третира медикаментозно. Дадена му е диагноза мигренозен настап и нервот што се спомнува тригеминус, значи тоа е еден од нервите во главата кои што го регулираат осетот на едната страна на лицето и на главата. И веројатно болката била на едната страна, исто така и мигрената дава болки на една страна, се лекува медикаментозно и е предмет на лекување од страна на неврологот кој што треба да спроведе аналгетска терапија, витаминска, анксиозноста да ја лечи
Постои и тоа е спомнато во диагнозата, анксиозност, значи една вознемиреност нервоза кај пациент. Така. Професоре, ви благодарам за вашето денешно гостување. Има уште многу работи за кои што би можеле да проговориме, но терминот е ограничен. Се надевам дека повторно ќе бидете гостин во нашата студија. Благодарам. Се надевам понатаму некои теми да продискутираме. Почитувани, тука го заокружуваме денешното издание на Телма амбуланта. Професор доктор Слободан Дамјановски, специјалист по неврохирургија во Аџибадем Систина, беше наш денешен гостин. Се гледаме секој работен ден во 14 часот, секако на телевизија Телма. До гледање.